Имаш милениче? Па, ова ми е омилено. Ама би сакала да имам вистинско куче. Да биде мало, а јас да го пораснам. Слушни ја тогаш приказнава, ке ти се допадне. Си бил еднаш еден селанец и си имал верно куче. Кучето се викало Султан. Султан веќе бил стар и немал ниту еден зап. Не можел да јаде, речи си ништо. Еден ден селанецот и рекол на својата жена: утре ќе го избркам Султан од дома. Веќе не е од никаква корист. Немој, му рекла жена му. Толку години верно не служеше, нека остане со нас. Не, рекол селанецот. Султан веќе не ни треба. Од него не се плаши ниту еден крадец. Султан лежел во близина и го слушнал целиот разговор. Бил многу тажен. Не знаел што да направи за да остане во куќата на селанецот. Немал друг излез, вечерта отишол во шумата кај волкот. Слушај, роднино, му рекол волкот. Само биди храбар и јас ке ти помогнам во оваа неволја. И му го кажал својот план. Утредента, селанецот и неговата жена отишле во полето да работаат. Со себе го зеле и нивното детенце. Додека тие работеле во полето, детето лежело под сенка. Крај него стражарело кучето Султан. Одеднаш, од шумата, истрчал волкот и го грабнал детето. Го грабнал детето? Го грабнал, ама не вистински. Волкот и кучето сакале да го надитрат селанецот. Така Султан се затрчал по волкот и го спасил детето. Планот на волкот се исполнил. А планот бил селанецот да се премисли, да не го избрка кучето и да поверува дека уште може да има корист од него. Кога Султан го вратил детето, селанецот му рекол: Султан, остануваш со нас. Ти си храбро и верно куче. Жено, оди веднаш дома и направи најубаво јадење за нашиот Султан. Добро, домакине. Јас ќе му ја дадам и мојата перница да му биде легло поубаво да спие, додала срекно жената. И потоа си било во ред. Од тој ден Султан живеел многу убав живот. Но еден ден му дошол волкот на гости. Се надевам, роднино, рекол волкот, дека ќе замижиш на едното око кога ќе сакам на твојот стопан да му украдам некоја дебела овца. А, нема шанси, рекол Султан. Јас сум уверен на својот господар и тоа нема да го дозволам. Волкот помислил дека Султан се шегува и вечерта дошол кај селанецот со намера да му украде некоја овца. Султан го предупредил селанецот и тој го пречекал волкот во заседа. Волкот едва и спасил жива глава, а додека бегал, му викнал на Султан: Ке видиш ти, неверен роднино, ке ти вратам за ова. Леле, страшна работа. Утредента волкот ја пратил дивата свиња кај Султан. Волкот те вика во шумата да ги израмните сметките, рекла таа.
Султан се подзамислил, па решил во шумата да оди со стариот мачор. Како бил тој мачор? Стар, подкривнувал со едната нога и имал опашка што од болка секогаш била дигната нагоре. Леле. И тргнале во шумата? Да. Волкот и дивата свиња стигнале пред нив во шумата, па оддалеку ги виделе Султан и мачорот како доаѓаат. Опашката на мачорот, така крената нагоре, им се присторила дека е сабја, а бидејќи мачорот подскокнувал на три нозе, помислиле дека собира камења. Волкот и дивата свиња се исплашиле и помислиле дека кучето Султан и стариот мачор се опасен противник. Дивата свиња се скрила во грмушката, а волкот се качил на дрвото. Султан и мачорот пристигнале на договореното место и се зачудиле што нема никого. Од грмушката дзирнале ушите на дивата свиња, па мачорот помислил дека е некој глушец и ја гризнал свињата за увото. Дивата свиња побегнала викајки: не сум јас виновна, ене го виновникот качен на дрво. Султан и мачорот погледнале нагоре и го забележале волкот. Засрамен што излегол страшливец, волкот веднаш го прифатил мирот што го понудил мудриот Султан и никогаш повеќе не се појавил во селото. Интересна приказна. Итрото куче го победило силниот волк. Така е. Не се во мускулите. Треба да се има нешто и